Годишните планови за вработување за тековната и наредната 2019 година во фокусот на седмата редовна седница на Советот на Општина Виница. Општината ќе пополнува места по основ на систематизација кадар кој недостасува, а по основ на пензионирање во 2019 година, во тековната година се уште не е распишан ниту еден нов оглас за вработување. Планот за вработување за 2017 година што беше донесен. Доколку локалната самоуправа и јас како граначелник одлучивме да го спроведеме, тој план ќе го спроведе. Меѓутоа, сите тие вработувања, нити еден оглас не распишан. За 2018 година, како што кажав, дел од овие вработувања беа преклопени, исто како што се преклопени за 2019 година. Во 2018 година до сега, Општина Виница нема распишено нити еден оглас за вработување. И кажав и пред малку, доколку одлучиме дека ќе има потреба за одредена институција, флексибилноста на годишниот план е токму за тоа. Не е да се вработат сите кои што ќе однесе годишниот, кај што ќе однесете вие советници годишниот план. Од опозицијската ВМРО ДПМН се забелешки во однос на планот за вработување. 13 од овие 16 планирани работни месеци се огледа планот за вработување. Причина за тие планирани вработувања се зголемување на надлежностите на институциите или обемот на работа. Кој е тој обем толку зголем и надлежностите на Општина Виница за потреба тие 13 години? Минатата година Општина Виница имаше реализиран план од 19 милиони денари. Колку што се сеќавам и вие се сеќавате добро, тоа беше на последната седница на оваа година. Моментално Општина Виница има обезбедено средства од 130 милиона денари, плюс, само сега ќе го наведам, дека веќе од понеделник почнуваме со воведување во работа за изградба на спортска сала во основното училиште Славчо Стаменски. Тоа се плюс 25 милиона денари. Толку е зголемен обемо за работа дарство минатата година и сега. Значи, до сега имаме обезбедено 155 милиони денари, кои ќе бидат реализирани и кои почнаат дел да се реализираат. Толку е зголемно, од 19 милиона на 155 милиона денари. Детската градинка побарала согласност за 5 нови вработувања. Јавното комунално предпријатие Солидарност околу 20 нови вработувања за 2019 година. Библиотеката побарала согласност за 3 нови вработувања, училиштата речиси и да немаат потреба од вакви согласноси. Мнозинството советници ги поддржаа новите планови за 2019 година, а датоа согласност и за основање на регионална депонија кај Свети Николе со претоварна станица за Виница и Кочани. Секој јавно предпријатие ќе добие возила за смети канти. Беше донесена предлог одлуката за собствено учество на општината во проектот за изградба на фекална канализација во селото Лески. Вкупната вредност на проектот е 941.295 денари, а се обезбедува кофинансирање во висина од 20%, односно 189.000 денари од општинската каса. На седмата седница повторно низа критики беа упатени на сметка на Источниот плански регион, кој според дел од советниците изминатите 8 години се фаролизирале проекти за интерес на општините Кочани и Штип, а посебно критика за неплански изработен проект без соодветен надзор имаше за уредувањето на коритото на Виничка река. На оваа седница беше усвоена и завршната сметка на јавното комунално предпријатие Солидарност.